Добар ден во пладневните вести на Канал Плюс телевизија, понеделник 16 ноември, еве ги настаните на денот. Утре ќе биде вклучен под напон новиот 400 киловолтен далековод од Штип до македонско-српската граница. Од МЕПСО апелираат населението да се придржува до поставената сигнализација. Ноември е месец на книгата. Денес децата од Остибовата градинка во Штип се дружеа со писателот за деца Киро Донев. Пријателски надпревар помеѓу ракометниот клуб Брегалница Делчево и Интер од Благоевград, Бугарија. Утре ќе биде ставен под напон новоизградениот 400 киловатен далековод за директно поврзување на електропреносните системи на Македонија и Србија. Новиот далековод минува низ општините Штип, Карвенци, Свети Николе, Куманово и Старо Нагоричане. Од МЕПСО апелираат за внимателност при движењето близу далеководот. Новоизградениот 400 киловолтен далековод кој се простира од трансформаторската станица Штип до македонско-српската граница утре ќе биде вклучен под напон. Трасата на која е поставен новиот далековод е долга 70 км, поминувајќи низ териториите на општините Штип, Карвинци, Свети Николе, Куманово и Старо Нагоричане. Со оглед на тоа што се работи за енергетски високонапонски далековод, потребно е местното население да се придржува до сигнализацијата за предупредување од опасност. Во оваа прилика апелираме до местното население кое што живее во општините Штип, Карбинци, Свети Николе, Куманово и Старо Нагоричане, општини на чија територија поминува овој далековод, заради тоа што ќе биде вклучен под напон да бидат особено внимателни и да ги следат инструкциите на сигналните табли кои што се однесуваат на нивната безбедност. Тие можат да поминуваат и во трасата на самиот далековод, но треба да бидат внимателни од аспект на тоа да не се обидуваат да се качуваат на далеководни столбови или да минуваат со робусна земјоделска механизација под далеководните столбови, исто така да бидат внимателни кога ги вршат работите наорање со трактори во рамки на трасата кај што далеководот минува на земјоделско земјиште и така натаму. Капацитетот за размена на електрична енергија на овој вод е 600 мегавати и за изградба на овој далековод МЕПСО вложи над 11 милиони евра. Со изградба на овој далековод МЕПСО доби пета врска со 4 соседни електропреносни системи. По повод одбележување на месецот на книгата, детската градинка Стибо во Штип организира повеќе настани и посети на писатели во градинките. Утринава во клонот Светови во Стибовата детска градинка се одржа работилница "Како настана мојата прва сликовница" со авторот Киро Донев. Ваквите манифестации, како ова што е според мене една од најоригиналните на начинот на популаризирање на книгата, ние кои се занимаваме со таква литература за најмладите, тука го проверуваме она што го создаваме за нив. Бидејќи јас од секој пат сум сакал децата да ми бидат мене критичари, а не оние возрастните што се на моја возраст или официјалните критичари. Детето не знае да прави лице, детето или му се допаѓа нешто или не му се допаѓа. Тука сме да ги провериме, да на некој начин, освен тоа што сакаме да ја популаризираме книгата, односно месецот на книгата, и да видиме дали сме вистински автори за нив. 86 годишен кочанчанец со иницијали ГС пријавено дека исчезнат од четвртокот. Во полициската станица е пријавено дека излегол од својот дом и не се вратил, па по него трага полицијата. Викендов во село Гаранци, Пробиштипско, дошло до тепачка меѓу двајца браќа со иницијали ДМ и ММ, од една страна и нивниот сосед РК. Причината за почеток на кавгата е банална, но резултатот е тројца повредени и сместени на лекување во клиничката болница во Штип. Полициската станица Пробиштип изврши увид и по целосно расчистување на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава.
Во рамки на месецот на македонскиот филм, уште 2 македонски филмски остварувања пред публиката во Штип. Филмот 3 дена во септември ќе се прикажува 3 дена оваа недела во мултимедијалниот центар на Угада. Како што беше најавено од Универзитетот Гоце Делчев, откако беше проектиран филмот Последниот македонец, патот до истребувањето, до крајот на месецот следуваат штипски промоции на уште 2 македонски филма. Од 18 до 20 ноември во мултимедијалниот центар штипјани ќе можат да го гледаат филмот 3 дена во септември во режија на Даријан Пејовски. Станува збор за психолошки трилер со 2 главни женски ликови, кои заеднички ги разоткриваат своите тајни и трауми. Едниот од двата лика, Марика, сакајќи да избега од своето минато, се запознава со Јана, која се враќа во куќата од незиното детство, сместена во изолиран планински крај. За Марика тоа е совршено засолниште до појавата на локалниот полицаец Генц, кој ќе се посомнева во вистинските намери на двете жени. По сценарио на Даријан Пејовски и Игор Иванов, улогите ги толкуваат Ирена Ристич, Камка Тоциновски, Адем Карага, Милица Стојанова, Салеатин Билал, Кирил Коруновски, Александар Микич, Горан Трифуновски. Почетокот на филмот е предвиден за 20 часот, а влезниците кои се по цена од 100 денари. Заинтересираните ќе можат да ги купат во книжарницата на Економскиот факултет секој работен ден од 9 до 16 часот или 1 час пред проекциите. После 20 ноември, кога завршува проекцијата на филмот 3 дена во септември, можеме да очекуваме уште еден македонски филм, насловен како Татко. Франција одговори на крвавите напади извршени во петокот на нејзина територија со интензивно бомбардирање на џихадистичкиот бастион Рака во источниот дел од Сирија. 10 француски воени авиони уништија вчера 20 на објекти. Првата уништена цел беше овијат кој што го користеле од Исламска држава и кој бил команден пункт, центар за регрутација и складиште за оружје и муниција. Втората цел е тренинг камп за терористи, прецизира Министерството за одбрана. Скупно 12 авиона, од кои 10 бомбардери полетале од ОАЕ и Јордан и учествувале во операцијата. Министерството наведува дека биле уништени цели во координација со американските сили. Данските авиони ловци од типот Фи-16, кои учествуваа во нападите на меѓународната коалиција во Ирак, би можеле да се вклучат и во операциите против џихадистичката група Исламска држава и на територијата на Сирија, најави шефот на данската дипломатија Кристијан Јенсен. Одлуката за учество на дански авиони и во напади врз цели во Сирија треба да биде одобрена од парламентот на Данска. За сега нема најава кога владата ќе достави барање до парламентот за проширување на мандатот на данските авиони. Хакерската група Анонимоси им објавија војна на ИСИС. Постирајќи видео на YouTube, групата на француски кажа дека ќе го искористи своето знаење да го обедини човештвото и да ги предупреди ИСИС да бидат подготвени за тоа што доаѓа. Анонимусите од целиот свет ќе ве гунат. Треба да знаете дека ќе ве најдеме и нема да ве оставиме на мир. Ќе ја направиме најголемата операција против вас. Војната објавена, подгответе се, велат анонимусите преку видеото. Тие додаваат дека војната е започната и дека францускиот народ е јак и силата уште повеќе ќе се зголемува. Со пријателски надпревар, ракометниот клуб Брегалница од Делчево се подготвува за предстојната сезона надпревари во Лигата на Академијата Металург. Викендов пријателски надпревар младите од Брегалница одиграа со Интер од Благоевград, Република Бугарија, кои инаку се повеќе кратни шампиони во различни категории. Денеска ракометниот клуб Брегалница од Делчево одигрува пријателски надпревар со Интер од Благоевград. Пред се ова е надпревар од пријателски карактер за да видиме до каде сме стигнати со нашите школи. А ова иначе клубот од Благоевград, Интер, кој е иначе државен шампион на Бугарија, така да сакаме да видиме нашите деца до каде сме стигнати со нашата академија, колку имаме успеси, до каде сме стигнали пред да почнеме со нашата лига во надпревари на Академија Металург.
Ами миналата година бяхме трети в България. Минатата година бевме трети во Република Бугарија, а предходните години бевме и шампиони во повеќе возрастни категории. И сега сме тука за да видиме на какво ниво сме и да направиме една добра пријателска средба со нашите пријатели од Делчево. И да се получи една добра среща. Во меѓусебниот пријателски надпревар подобри беа гостите, кои на крајот остварија резултат од 20:25, но дуелот со екипата каква што е Интер од Благоевград ќе биде одлична одскочна даска и мерило за понатамошната игра на младите од Делчево. Инаку мини лигата на Академијата Металург ќе започне кон крајот на месец декември. Ова е се во планираното информативно издание. Повеќе се настаните на денот, гледате во дневникот во 16:30. Пријатен ден!